Најново издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Општина Гостивар и јавното предпријатие Комуналец градат нов цевковод во населбата Питарница. Зафатот чини 1,2 милиони денари. Се решава проблемот со водоснабдувањето за жителите од гостиварската населба Питарница. Општина Гостивар и јавното предпријатие Комуналец градат нов цевковод на кој ќе може да се приклучат 150 домакинства. Цевководот е со должина од 400 метри, а за негова изградба ќе бидат потрошени 1,2 милиони денари. Бидејќи досега овој дел на ова населба немаше вода за пиење и овие луѓе се снабдува од бунари што ги имаат сами изградено и имаше секојаш проблем, неквалитетна вода за пиење. Решиме, во програма во 2015 година што беше изгласена во Советот на општина Гостивар, беше предвидено да се изгради ова водоснабдителна линија. И ние го реализираме тоа. Покрај ова што се прави цевковод, ќе се изградат и други една шахта, каде што ќе го регулираме притисокот на вода, бидејќи во нашата евиденција се води дека ова е проблематична линија во населба Питарница и досега сме имале неколку дефекти што сме ги отстраниле. Ова е прва инвестиција во местото каде живееме, велат жителите од делот во населбата каде што се гради цевководот. Благодарни се што конечно ќе имаат вода, а бараат да им се направи и патот за да имаат нормални услови за живот. Ова инвестиција многу задоволни сме ние што не може крај да бидеме, што немат тие силни луѓе да прават ова инвестиција, како што направи Комуналец, директорот му медали и општината директорот Невзат. Како што е редот, му фала ми многу на сите. Прва инвестиција што каналот ни дојде да ни иде водата, па после натаму за струјата и за сите редови за патот, овде иде трактори многу, прашина голема. Проектот на општината и Комуналец во населбата Питарница предвидува и монтирање на шибер вентили, воздушен вентил и противпожарни хидранти што досега ги немало. На автопатот А2 патниот правец од наплатната Гостивар до наплатната Тетово. Утре ќе се крпат ударните дупки. Јавното предпријатие Македонија пат на возачите им препорачува почитување на поставената сигнализација за работа на пат и внимателно управување со своите моторни возила. Идрис Сулеймани, кој потекнува од Тетовско, живее и работи во Пореч, Хрватска. Е кандидат за пратеник на хрватските парламентарни избори кои се закажани за 8 ноември. Тој дел од кампањата ја води и во Македонија. Се надева на гласовите на овдешните македонци и албанци кои имаат хрватско државјанство. Со цел да се привлечат гласовите на македонците и албанците од Тетовско кои имаат хрватски државјанства и можат да гласат на парламентарните избори на 8 ноември, Идрис Сулеймани во Полошкиот регион спроведува дел од кампањата. Неговите родители потекнуваат од Тетовско, па затоа се одлучил во пресрет на изборите да се сретне со потенцијалните гласачи. Потекот ми од татко ми од село Жеровјане, Тетовско. Роден и живеам во Хрватска, во град Пореч. Таму сум и ден денеска, работам, сум хотелиер по занимање. По Уставот на Републиката Хрватска, ние, малцинства кои живееме во Хрватска, сме поделени во неколку групи. Ние сме 5 малцинства во една група, тоа се вика 12 група, каде сме албанци, бошњаци, македонците, црногорците и словенците. И прилика ми е сега, се кандидирав, затоа оти мислам дека сум потенцијален кандидат и дека ќе победи на овие избори. Исто така ги повикувам сите бирачи од ова група да ме поддржуваат, посебно и македонците. Отие јас имам во Тетово, како што видите, имаме радна група, имамо стожер тука во Македонија, заради тоа што вие знаете дека во Македонија живеат еден огромен број од бирачите, затоа што тие, кога доаѓа ова време, кога пројде сезоната, тие сите се во Македонија и затоа со директорот на мојата кампања имавме план да дојдеме и во Македонија да направиме штабот,
затоа исто така јас ги знам многу македонците, оти ние имаме за албанска заедница таму и македонска заедница, ние се знаеме со нив, соработуваме многу добро. Исто така нив ги поздравувам. И мислам дека од Македонија ќе имаме еден добар број гласови и затоа работиме на таа ствар дека да бирачите ги регистрираме и да можат да имат право да гласат во амбасада на Република Хрватска во Македонија во Скопје. Идрис Сулеймани со паролата "Обединети до победа" се обраќа до избирачите. Ја мислев дека сега во нашата група каде се ово што го споменав, исто така ако се уединиме заедно со македонците, што ги поздравувам посебно нив, оти со нивните гласања сигурен сум дека можеме да победиме. Исто така ги повикувам и црногорците и словенците и бошјаците која мисле дека јас можам да бидем кандидат, сигурно 24 сата ќе биде на нивно располагање и на албанците посебно, ради тоа што сум човек кој ме знаат сите дека сум човек од помочи и на сите ќе им помогнам на нивната права кои им следуваат со Уставот на Република Хрватска да се почитуваат подобро, да имат повеќе права, да се запослуваат и све тоа што имаме во програма сигурно ќе бидем тој кој ќе ги задоволим нивните барања. И слободно нека ме барат, јас ќе бидам 24 сата на нивните располагања. Вие се кандидирате за независен пратеник. Појаснете ни нешто околу изборниот систем во Хрватска и можностите нели да станете пратеник. Ние сме една изборна единица во Хрватска, ова група кај сме 5 малцинства. Секој хрватски државјанин кој малцинство живеат во другите држави имат право да гласат во амбасадите на Република Хрватска. Пред тоа мора да се упишат, да имате лист да ги пополнуват, да се упишат во амбасадата и тие може да гласат. Овие кои живеат ван Хрватска, во Хрватска може имат право да одат тамо каде имат својата адреса, тамо можете да гласат нормално на гласачки места каде ќе бидат. Ги повикувам македонците поеќе затоа што јас сум потек од Тетово. Татко ми е многу познат особа, тука ми беше 17 години борец, пеливан беше во Македонија и првак беше на Југославија. Исто така сакам да кажам дека имам многу добри врски со покојниот, мојот драги, велики пријател, покојниот председател Борис Тајковски, као што и многу го почитувам неговата фамилија, и со госпожа Вилма и децата, и со дедото сме уште во контакт, затоа што ја мисля дека беше еден прекрасен човек. И штета дека Македонија сите го изгубија тако еден човек. Голем. И мислам дека ако се уединиме сега и ако ми дадат една рака македонците, ја мислам дека сигурно ќе бидем победник. Нажалост, или на мојата среќа, ова година македонците немат свој кандидат. Немат ова година, иначе пред 4 години имале. Меѓутоа, ова е можда и мојата среќа, затоа ги повикувам. Тоа што реков одакле сум и од каде потекот ми е, мислам дека македонците би требале да ме поддржат сега овој пат, оти сигурно јас им бидем поблизок и можам да им загарантирам за тоа што реков, ветувам дека исто така ќе работим за нив и за нивните права. Јас иначе сум многу голем и сум пријател кучен со председателот Месич. Со задоволство го кажам ова, оти господин Стјепан Месич ме поддржува и јавно за мојата кампања и имаме во програма, господин Месич го посети Тетово и Гостивар, ќе биде тука на 2 ноември, ќе има представување на неговата книга Како ја руши Југославија. Ќе имаме една средба со градоначалница во Тетово, ќе одиме во Гостивар каде ќе постане почесен граѓанин на Гостивар и малку ќе ги посетиме селата тука во целиот регион Тетово, Гостивар малку, оти јавно ми дава поддршката на мене и сум работел као бев негов шеф на протокол
во кога беше и сега сум, кога оди на Македонија, Косово, Албанија, секогаш го пратам. И јас сум тој човек каде господин председател Месич, кога беше во Македонија, спиел кај мене дома и постанал почасен граѓанин на Тетово, тоа е моето дело. Подарек од председателот Месич, мојот шеф, директор на мојата кампања е господин професор доктор Синиша Јагодич, иначе политолог, тој беше и шеф на кампањата од председателот Месич кога победи на 2 мандати. Тој ми ја води кампањата. Има многу успешна кампања, само требаме сега да ги молиме гласачи да го разбират колку е многу важно да еден нихов човек да биде од таа група, да биде на парламент во Хрватска и да ги брани ниховите права. Хрватските граѓани кои имаат албанско, македонско, црногорско, босанско или словенечко потекло ќе изберат еден од 12 кандидати кои се наоѓаат на малцинската листа при гласањето за избор на пратеници. Од 12 кандидати 8 имаат босанско потекло, еден има словенечко, 2 се албанци од Македонија и еден албанец од Косово. Српското, италијанското и унгарското малцинство во Хрватска имаат загарантирани места во тамошното собрание. Амбасадорот на Република Албанија во Скопје, Фатос Река, денес ја посети општина Гостивар и оствари средба со градоначалникот Невзат Бејта. На средбата се разговарало на повеќе теми: соработката на Гостивар со албанската општина Корча, условите за бизнес инвестиции, со животот и друго. Со амбасадорот зборивме сите бизнисмени од Република Албанија што сакат да инвестират во нашиот град. Ние, јас лично, као градоначалник и администрацијата сме во служба на сите бизнисмени што сакат да инвестират, може да дојдат, ние ќе им направиме услови за тие да го обвавуваат својот бизнис и во нашиот град. Примерот го зедовме бизнисменот од Косова што го градише трговскиот центар ЕТС и вработуваше близу 100 вработени од нашиот град. Исто така ќе служиме на сите бизнисмени од Република Албанија што сакат да инвестираат во нашиот град. Башкетеса лјавдрушме банорот qytetit. Градоначалникот ме запозна и со одличната соработка што има општина Гостивар со општина Корча за црпење на фондови, ИПА фондови на Европската унија, како и јакнење на понатамошната соработка на општина Гостивар и со други општини од Република Албанија за реализација на проекти кои што одат за доброто на сите граѓани. Заслуга е на градоначалникот на општина Гостивар господинот Невзат Бејта што создава поволни услови за вршење бизнис и за економски развој во општина Гостивар. И нормално сите тие инвестиции кои што се вршат се враќаат за добробит на граѓаните на општината без оглед на нивната етничка припадност. Трудница во 5-тиот месец од бременоста починала на Скопската клиника за гинекологија. Повикувајќи се на болнички извори, жената починала од крварење. Настанот го потврди и од МВР кој вела дека вчера во 21 часот од клиничкиот центар добиле известување дека починала пациентка на 38 годишна возраст. Од полицијата велат дека се утврдува дали се работи за трудница во 5-тиот месец од бременоста, како што беше објавено. Познато е само дека жената била од Скопје, имала 38 години. Во моментот се врши обдукција на телото на починатата, потврди од Институтот за судска медицина. Анализата на примероците крв извршена од страна на Министерството за внатрешни работи покажа 1,23 промили, односно 1,75 промили алкохол во крвта на лекарите анестезиолози, кои учествуваа во операцијата на родилката која почина при породувањето во Гевгелиската болница, а не беше спасено ниту новороденчето. Кај гинеколозите кои ја породувале жената не е констатирано присуство на алкохол во крвта. Основното јавно обвинителство веле за да ги утврди
потврди причините за овој немил настан, што ја разбранува јавноста, презема и други действија. Прибавена е целокупната медицинска документација што се однесува како на оперативниот зафат, така и на прегледите на родилката што претходеле на зафатот, како и резултатите од извршените претходни испитувања. Во текот на изминатите 2 дена се сослушани поголем дел од медицинскиот персонал кој го извршувал оперативниот зафат. Добиени се извештаите од судско-медицински преглед и обдукцијата. Во тек се дополнителни анализи и испитувања што треба да ги утврдат причините што довеле до смртта. 80-годишен тетовец бил пренесен на скопските клиники поради повреда на главата од рачно изработен пиштол. Тројца тетовци физички нападнале брачен пар и нивен роднина во гостиварското село Железна река. Поради повреда на главата од рачно изработен пиштол, 80-годишен тетовец ситно е пренесен на скопските клиники. Како што соопшти СВР Тетово утрово околу 7 часот, 53-годишна тетовка телефонски пријавила дека нејзиниот 80-годишен татко бил повреден со огнено оружје, рачно изработен пиштол и дека со медицинско возило пренесене во Тетовската клиничка болница, а поради сериозноста на повредите итно е префрлен на скопските клиники. По овластување на јавен обвинител, екипа на СВР Тетово набрзо извршила увид, при што во станот на повредениот на улица Киро Ристовски Дрнц во Тетово пронајден е рачно изработен пиштол калибар 7,65 мм, 5 куршуми од истиот калибар и една испукана чаура, како и други траги кои се подигнати и ќе се вештачат. Од ќерката и незиниот сопруг земени се парафински ракавици, кои ќе бидат земени од повредениот. СВР Тетово во координација со јавен обвинител презема мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Тројца тетовци физички нападнале брачен пар и нивен роднина во гостиварското село Железна река. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, вчера околу 18 часот, 65-годишен жител, неговата сопруга и неговиот брат биле физички нападнати од тројца тетовци на возраст од 59, 53 и 29 години, со клоци по главата и телото, пошто го напуштиле местото на настанот. 65-годишниот жител од Железна река се здобил со тешка телесна повреда, а останатите 2 лица со телесни повреди и на истите им е пружена лекарска помош во медицинскиот центар во Гостивар. Осомничените лица се пронајдени и приведени, со истите извршен разговор и по целосно расчистување ќе следи соодветен поднесок. Повозрастните граѓани често се мета на измамниците. Во најновиот случај ограбена 67-годишна тетовка. Во полицискиот билтен на СВР Тетово регистрирана и кражба во Чегране, пожар во Бродец и сообраќајна незгода. Месецов во полицијата пријавени неколку случаи на измамени граѓани. Повозрастните лица често се мета на измамниците. Најновиот случај го пријавила 67-годишна тетовка. Вчера попладне на вратата од нејзиниот стан и задзвонило непознато лице и побарало парични средства, зашто наводно му се случила сообраќајна несреќа. Таа влегла внатре за да му донесе пари, а непознатиот го искористил нејзиното невнимание и од спалната ја одзел женска чанта во која имала 400 денари и 2 клуча, а потоа на брзина се оддалечил. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира пред се до повозрастните граѓани да не контактираат со непознати лица кои им нудат разноразни производи и услуги, да не наседнуваат на нивните измислени приказни и веднаш да ги пријават во најблиската полициска станица или оделение. Со тоа ќе помогнат за побрзо откривање и законско санкционирање на измамниците. Тешка кражба извршена во куќа во Гостиварско Чегране. 21-годишен жител на селото завчера пријавил дека во куќата на негов роднина, времено вработен во странство, кратци кои насилно влегле во неа одзеле протеза за стапало и шипка од вештачки колк, изработени од сребро и позлатени со бело злато, кои му припаѓале на починатиот татко на собственикот на куќата и ги чувал за спомен, информираат од СВР Тетово. Нивната вкупна вредност првично се проценува на околу 120.000 денари. Во полицискиот билтен на СВР Тетово вчера утро регистриран и пожар во куќата во изградба на 65-годишен жител на тетовското село Бродец. Целосно опожарена била конструкцијата од покривот како 1000 бали сено. Повредени во пожарот нема, а со интервенција на тетовските пожарникари огнот бил локализиран и спречено е негово натамошно ширење.
Вчера наутро исто така се случила сообраќајна незгода на регионалниот пат Тетово-Волковија во атарот на Челопек, при што возилото управувано од 28 годишен тетовец, првично поради неприлагодена брзина, загубило контрола, излетало од коловоз и завршило во околните дрвја. Од излетувањето возачот здобил телесни повреди, пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување. По извршениот увид материјалната штета се проценува на 10.000 денари. Јавна анкета и јавна презентација на архитектонско-урбанистички проект за неколку градежни парцели организира општина Маврово Ростуше. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена. Јавна анкета и јавна презентација на архитектонско-урбанистички проект за градежна парцела Б5 хотелски комплекси на катастарска парцела број 1117 низ 6, 1117 низ 1, 1117 низ 1, катастарска општина Маврово. Ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на општина Маврово и Ростуше во оделението за урбанизам во Мавровјанови. Границите на опфатот се цела катастарска парцела број 1117 низ 6, 3562 метри квадратни од катастарска парцела број 1117 низ 1, 1310 метри квадратни од катастарска парцела број 1117 низ 1. Катастарска општина Маврово, а опфатот е со површина од 6962 метри квадратни. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови, и тоа од 26.10 до 31.10 секој работен ден од 8 до 16 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 27 октомври во 11 часот во просториите на оделението за урбанизам во Мавровјанови. Утре во шопинг центарот Ремал во соработка со студентското здружение при медицинскиот факултет од Скопје од 13 до 18 часот ќе бидат поделени информативни брошури за ракот на дојката, како дел од кампањата Ние сме дел од борбата. По тој повод во Ремал ќе бидат поделени и 100 розови марами на купувачите од понежниот пол. Специјален гостин на настанот ќе биде диџеј Ники. Председателот на Црнагора Филип Војановиќ синоќа изјави дека полицијата не го прекинала саботниот протест во Подгорица на опозицијскиот демократски фронт, туку насилството на протестот. Според неговата оценка, демонстрациите не биле ни демократски, ни мирни, ни ненасилни. На сцена беше обид за насилно влегување во парламентот, рече тој, додавајќи дека било апсолутно јасно дека мотив на организаторите на протестот е спречување на влегувањето на Црнагора во НАТО. Двајца турски полицајци загинале во експлозија на бомба за време на рација против осомничени милитанти на Исламската држава во југоисточниот дел на земјата. Турските власти соопштија дека 7 осомничени милитанти биле убиени во рацијата во градот Дијарбакир, во курдскиот регион на земјата. Десеттици осомничени биле притворени од 3 до 4 куќи, кои биле користени како засолништа од страна на Исламската држава. Рацијата најверојатно е поврзана со нападот на 10 октомври во Анкара, во кој загинаа околу 100 луѓе. Лидерите на Европската Унија и на Балканските земји на состанокот во Брисел се согласија околу планот од 17 точки за соработка во справувањето со бранот мигранти кои минуваат низ Балканот. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека дел од планот вклучува воспоставување на дополнителни над 100.000 места во мигрантските центри од Грција до Германија. Јункер додаде дека УНХЦР ќе помогне во креирањето места за 50.000 бегалци во Грција и за уште 50.000 места низ земјите од Западен Балкан. Лидерите се договорија и за размена на информации за бегалскиот бран, како и за тоа дека нема да носат еднострани одлуки, чии ефекти ќе имаат негативни последици по другите земји.
Полскиот премиер Ева Копач го призна поразот на парламентарните избори, откако излезните анкети покажаа дека конзервативната партија на законот и правдата ја победи нејзината граѓанска платформа. Имено оваа партија добила над 240 од 460 места во долниот дом на парламентот, додека коалицијата на Копач само 133 места. Партијата на законот и правдата својата кампања ја заснуваше врз недоверба спрема Европската унија. Најмалку 70 луѓе загинаа, а десеттици се повредени во силниот земјотрес од 7,5 степени според Рихтеровата скала, кој ја погоди Јужна Азија. Земјотресот, кој траел околу 1 минута, се почувствувал и во главните градови на Пакистан, Афганистан и Индија. Пакистанските власти соопштија дека најмалку 60 луѓе загинале во земјата. Во Афганистан има 17 жртви, од кои 12 девојчиња кои загинале во стампедо во училиштето во градот Талокан. Епицентарот на земјотресот бил во близина на градот Јурм, кој се наоѓа во североисточниот дел на Афганистан на 250 километри од Кабул. Временската прогноза е последната информација за овие регионални вести. Пријатна!